Петок, 9 јуни, кратки вести во 12 часот. Министерството за здравство донесе одлука за израмнување на цените на здравствените услуги во Македонија како за државјаните на земјата, така и за граѓаните од Косово, вели министерот за здравство Фатмир Меджити. Вели целта е овие граѓани кои досега плаќале двојни цени сега да се третираат еднакво за здравствените услуги и да плаќаат колку македонските државјани. Меджити вели дека вакви мерки биле преземени и за граѓаните од Албанија кои доаѓаат и ги посетуваат болниците во Охридскиот регион, а во иднина ке побара билатерална соработка и со Србија и Грција. Охрид е еден од најубавите градови на едно од најубавите езера во Европа, вака холандјанецот Лук Патрик, кој е инфлуенсер за патувања и има преку 85.000 следбеници на Инстаграм, го опишува нашиот град каде бил неодамна. Охрид е спектакуларен и не ми е јасно зошто не се споменува во разговорите во кои се зборува за убавините на Дубровник или Венеција. Тоа е еден од најубавите градови на едно од најубавите езера во Европа, исто така најстарото езеро, вели Патрик, кој објави и видео од денот поминат во Охрид. Се пофали дека за 26 евра стигнал до градот, бил на ручек и ја посетил Самуиловата тврдина. Тренерот од Македонија, охриѓанецот Бобан Пашовски, кој во Шведска веќе 3 сезони успешно го пече тренерскиот занает, во следната сезона ќе биде предводник на женскиот тим Борланге. Се работи за клуб кој што во својата историја 3 пати го освојуваше шампионатот на Шведска, а за следната сезона има големи амбиции во прволигашката конкуренција. Откако ја заврши својата ракометна кариера во која настапуваше во неколку македонски екипи, Пашовски започна со тренерскиот ангажман. Неговото прво искуство како тренер беше стекнато во Македонија, поточно во својот роден град Охрид, каде беше ангажиран во ракометната школа Седмерец. Времето денес сончево со мала до умерена облачност и услови за нестабилност. Максималната температура во Охрид до 27 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.